Кога ние ќе бидеме ставени во една хронична стресна ситуација, кога е проблем стресот? Стресот не е проблем кога се случува поединечно и ретко. Напротив, тогаш природата го замислила тој да има некоја цел да ни помогне подобро да се справиме со некоја надворешна ситуација. Тогаш стресниот одговор од нашето тело има потполна смисла. Меѓутоа, кога тоа се случува премногу долго, може да дојдеме во ситуација на нашето тело така наречена астенија или астеничен синдром. Што значи тоа? Следете внимателно и можеби ќе се препознаете во тоа. Тоа кога сме имале стрес толку долго време, да почне да се јавува прво замор. Значи, нагласен замор. Не е тоа замор туку така едноставен, како да не сме само наспани, туку тоа е замор кој што дури и сон не може баш убаво да го подобри. Значи, и спиењето не може толку многу да му направи голема разлика. Тоа е првото нешто. Второто нешто, кога ќе влеземе веќе од многу стрес во тој астеничен синдром, второто нешто е намалено ниво на енергија. Значи, се чувствуваме слабо. Така уште се опишува тој синдром. Кога долго бил стресот со нас, не сме се справиле и тогаш веќе доаѓа до вториот симптом, тоа е намалени општо нивоа на енергија. Трето, пад на концентрација. Падот на концентрација, луѓето дури некогаш го поврзуваат со нешто ми е, не можат да сватат конкретно зашто може да станува збор, меѓутоа пролонгиран стрес и тоа како знае да ја собори нивото на концентрација, слаба меморија, четврто, значи нарушување на самата меморија, и петто, раздразливост. Значи, на врх зрца, што викаат комши соседите, србите. Значи, ако сме лесно надразливи, заморени, падна енергија, падна концентрација, послаба меморија, сите овие работи ако се присутни кај нас, тоа окажува дека е можно да сме веќе длабоко навлегле во овој проблем наречен астеничен синдром или дека ние со стресот си имаме веќе едно посериозно ниво на проблеми. Затоа тука ги зборуваме адаптогените, природните субстанции кои што може да ни помогнат, или од нив најсилната природна субстанција која што ја познаваме таква, која што науката ја познава, тоа е ашвагандата. Ашвагандата е всушност природна субстанција, растение, нам толку непозната, меѓутоа на аюрведата, на традиционалната индиска медицина, на традиционалната кинеска медицина, позната долг период, над 3000 години, има записи. Сега, што е интересно од научен аспект во тоа растение ашваганда? Интересното е тоа што постојат внатре сами субстанции, така наречени витанолиди, од нејзиното име, витанија сомнифера, уште на латински се нарекува. Витанолидите, тие 300 субстанции, кои што се наоѓаат внатре во ашвагандата, влијаат токму на таа оска, хипоталамус, кој што е во нашиот мозок, потоа хипофизата, клучната жлезда која што е на базата на мозокот и која што ги контролира сите жлезди, ендокрин систем цел кај нас, и надбубрежните жлезди. Таа е таа оска, хипоталамус, хипофиза, надбубрежни жлезди, која што се активира кога сме многу при стрес. Последица од активирањето на таа оска, нивото на кортизол расте и токму тука делуваат витанолидите.